Новиве по медиумите се шират информации дека поскапувањето во Грција веќе стапило на сила по донесувањето на новите мерки за штедење кои подразбираат изголемување на данокот на додадена вредност, но сепак цените на аранжманите кои ги нудат штипските агенции остануваат исти. Оваа сезона, 2015, цените ќе останат исти во цела Грција и нема да има кај туристите никакви поскапувања во однос на летните аранжмани или во однос на пазарувањата во соседна Грција. Ние сме присутни тамо речиси секоја недела, со туристите одиме тамо. Тие информации ги слушнавме, најнапред слушнавме дека нема бензин, па потоа дека биле поскапени кафињата и другите ресторански услуги, но тоа не е вистина, цените остануваат исти. И самите грци тежнеат да продадат што повеќе, да можат да соберат поголем профит. А цената не е промената воопшто. На прашањето дали има потреба за загриженост кај македонските туристи кои летуваат во Грција, од агенцијата ни дадоа позитивен одговор. Патувањата продолжуваат безпрекорно. Многу мал број, можем да кажем незначителен број, може да потпрашат. Тоа е во однос на тоа што го гледаат на телевизија. Но никаква паника не е створена, патниците патуваат безпрекорно, значи и нема никакви промени во тој дел. Егејското море е едно од поубавите мориња во овој регион. Според близината и чистотата на водата и песочните плажи, па поради тоа може да се каже дека акцентот за летување и оваа година се става на нашиот јужен сосед. Како времето станува потопло, така интересот се зголемува. Сонцето си го прави своето и секој го предизвикува да отиде на плажа, на море, да се сонча, да се капи, да се разладува. Така да интересот некаде до 20 август е во најголем ек. И бројките на туристи кои што се пријавени во тој период се најголеми. Неофицијално поскапувањата се однесуваат на кафињата, пијалоците и храната, за кои цената ја формираат самите трговци, а одлуката на зголемувањето на данокот на додадена вредност за хотелските услуги ќе се применува од октомври годинава.